Во име на 8 март кажавме дека оваа седмица секако ќе ги апострофираме овие теми, доаѓа женското рели во Скопје. Женското рели, да видиме како се покажуваат жените како возачи, иако многу од нив се докажани се разбира и индивидуално кога знаеме да се снаоѓаме низ овој наш сообраќајен метеж кој што ги имаме во Скопје, но и генерално кога имаме вакви настани манифестации. Сето ова во знакот на жената, но женското рели во организација на Автомобилската федерација на Македонија оваа година повторно се организира. Ја имаме како наша гостинка во студиото Кристина Станојковска, која што е потпредседател на федерацијата. Кристина, добро дојдовте. Ви благодарам многу на поканата. И честитки за И со лесно. здравје Божи со лесно. Благодарим и покрај да речеме оваа прекрасна состојба со која што во моментот се носите во оваа животна епоха, успеавте да дојдете, да ги најавиме новите генерали и податоци секако за ова рели, женско рели. Утро во Сивена кажавме околу сообраќајната култура и некултура, секој пат ги споделуваме овие теми, меѓутоа мислам дека сите поучени до искуството, во минатото, жените дефинитивно се доста и емотивно вклучени во целиот сообраќаен метеж и некако го регулираат тој, за жал, понекогаш и хаос во Скопје, така што ќе ви честитам за тоа што секој пат знаете да бидете свесни и совесни возачи. Па во случајот, ова се покажа уште едно нешто како можеби славење на жената и задоволеност. Женското рели некако да не биде едно убаво дефиле за многумина кои што ќе бидат на 8 март тука во Скопје. Ќе се потсетиме на иницијативата пред да зборуваме за организацијата оваа година. Од основањето, односно од почнувањето со женското рели, ми рековте по 2020-та, така, до оваа 2025-та, како се покажа, како настан и почетната иницијатива малку околу самата идеја која што е за поздрав. Женското рели има долга традиција. Значи, тоа се одржуваше уште во 90-тите години. Збориме за Скопје. Збориме за Скопје, да. Не ги помнам овие работи, браво. Да, уште во 90-тите години мајка ми се надпреваруваше во тоа време и пред одредено време, односно за 2020 година, речевме ново да обновиме традицијата. Да го ребрендираме. Да го ребрендираме, што сега е баш женско рели. И почнавме да го организираме. Среќа имаме стварно многу голема заинтересираност, од година во година бројот расте, имаме се повеќе заинтересирани учеснички и навистина сме задоволни заради тоа што пораката, односно целта која што имавме да ја пренесеме преку ова женско рели, успеавме да ја пренесеме. Значи, најголемата цел ние е да ги инспирираме жените, да ги охрабриме, да земаат што поголемо учество во мотоспортот и не само нели како учеснички во женско рели, туку исто така да се вклучат и во другите активности што ги реализираме како Автомобилистичка федерација. Да, и во тоа успеавме, можам да кажам дека делот над преварувачките сами ни се јавуваат и доаѓаат дури во организирање на другите настани како комисии, суди, верификации, така да навистина мислам дека успеавме во тоа што. И велите дека со долга традиција имаше прекини можеби изминативе години за да се одржува? Имаше прекини, од причина што ние порано бевме заедно со Мобилити, односно со АМСМ, па потоа се одвои само Автомобилистичката федерација како спорт. Да, и сега затоа ново почнавме како Автомобилистичка федерација да го организираме. Прекрасно. За оние кои што еве не следат, за сите оние кои што се чувствуваат дека може да биде дел од ова женско рели, начинот на кој што може да се учествува, постојат ли одредени критериуми, колку е тоа од отворен, да речеме, карактер, какво е пријавувањето, сите оние информации кои што би можеле да ги споделиме. Видете, ова е ревијално рели, значи отворено е за сите кои што поседуваат нели возачка дозвола. Треба да имаат сопствено возило и треба да најдат жена совозач, со тоа што нели совозачот не мора да поседува возачка дозвола. Исто така, значи, треба само да се пријават. Имаме електронска пријава која што е ставена на социјалните медиуми, ја имаме ставено на Facebook страната на Автомобилистичката федерација. Се уште е отворена, да, ќе биде отворена секако и дента на 8 март. Имаме исто така нова Инстаграм страна Женско рели, која што е посветена само за женското рели. Сите информации ги има таму, значи они слободно можат и да пишат и на Facebook страната или на Инстаграм страната. Ние сме секогаш тука нели да одговориме, да. Како ќе се одвива, каква е организацијата оваа година, каде ќе се одвива, од колку до колку часот, тие исто податоци можеме да ги од отворен карактер, гледаме баш дека баш е славење, некако празник. Ова е од заминати изданија, институтите кои што ги. Да, ова е буквално славење на жената во нели незиниот месец. Почнува од 9 часот сабајле, почнуваме со верификација на сите оние кои што се пријавени.
се одвива во спортскиот центар Борис Трајковски, доаѓаат на верификација да ги верифицираме дека се нели тие кои што се пријавени со возачката Тој големиот дозвола паркинг, сообраќајната, ако не да, се лажам, големиот Кристина, до така? Аквалендот, да. Потоа, после верификација имаме мал брифинг за да им ги кажеме нели правилата, затоа што имаме многу нови кои што не се запознаени со правилата. Потоа имаме свечано отварање и во 10:30 часот е стартот на првата етапа. Првата етапа е градско возење. Градското возење е секако на зададена рута која што им ја даваме пред самиот почеток на надпреварот. Градското возење е согласно сообраќајните правила, значи не се затвара град Скопје, они се возат во нормално, нели во сообраќајот, возат по зададена рута, во зададено време и треба да пронајдат оваа година 3 контролни точки, кои што, уствари, нашите судии ги чекаат на контролните точки и заверуваат дали успешно ја поминале рутата која што им е зададена и дали ги поминале контролните точки. За сите оние кои што нема да ги поминат, има казнени поени кои што се засметуваат во крајот на... Исто како го полагаме возачка Возачка дозвола. Да. Инаку, овие контролни суди, Кристина, се во текот како совозач тука со дамите кои што возат и дали се документира визуелно видео со камери можеби на тоа градско возење за овие контролни точки? Не се евидентира со камери, но имаме судии кои што се на самите контролни точки и ги чекаат да поминат со совозачите. Улогата на совозачот е да помогне да се извози како што треба мапата, да, за да стигнат. Доколку не ги поминат контролните точки, значи реално е утнел. Значи, оваа апликација е отворена за сите кои што имаат положено возачка дозвола, значи од 18 нагоре. Да, тоа е и услов за учество. Условот за учество. Има некакви други приоритети или марка на возила или апсолутно тоа е само да поседувате што велите вие? Не, тоа што вие го поседувате согласно сообраќајната, ние одредуваме во која класа ќе биде ставено возилото, бидејќи има 4 класи до 1200, 1400, 1600 и над 1600. И вториот дел од надпреварот, што е поинтересниот дел за сите, ние лани, мислам не лани, него секоја година спроведуваме анкета, жените најмногу го сакаат и најмногу се возбудуваат на тој дел, што е вториот дел, односно брзинскиот испит или гимканата. Fast and Furious, брзи и везни. Да, со тоа што сакам да напоменам и да ги охрабрам сите оние, затоа што многу сакаат да се пријават, но имаат страф од брзинскиот испит. Значи тоа е брзин, мислам, се развива брзина, ама ние ги пуштаме на затворен паркинг, секоја една по една, да. Значи безбедноста е на максимално ниво. Меѓу другото не може да развијат огромна брзина заради тоа што имаат елементи кои што треба да ги поминат. Дали е тоа чун, дали е некој круг што треба да го свртат, дали паркирање, рикверц возење. Значи еве да ги охрабриме оние што се плашат од брзината, една по една стартуваат на брзинскиот испит. Да, тука е важна брзината и вештината и прецизноста зад воланот, но пак ќе кажам, навистина едно многу интересно искуство и тоа е тоа што го прави целиот настан поинтересен. И сега за накрај да се нели добијат оние кои што се покажале најдобро во ова женско рели, веројатно имате и таква класификација. Дали е клучно начинот на кој што го направиле тоа, значи сите работи кои што треба да се поминат добро и професионално или пак времето за кое што стигнале до самата цел. Рековме дека не треба да се плашат, дека не треба тоа да биде нешто брзо, но сепак верувам дека и тоа играат улога. И двете заедно, да. Како што и брзината, така и дали правилно ги изведеле елементите. Доколку не изведат некој елемент, пропуштат некој елемент, тогаш има казнени секунди кои што на крај заедно со првата етапа и втората етапа се рачунаат и ги добиваме најдобрите победници. Значи тука се вклучени само жени. Да. И возачи и сувозачи. Инаку, како подпредседател на Автомобилистичката федерација на Македонија, некако, не знам, задолжително е прашањето, дали учествувавте вие барем до сега, можеби на некој од овие рели, или сепак сте во логистиката, менаџирањето и организирање на настанот? Имам учествувано, да, првата година, скоро се изема по целата организација, за да можам да учествувам. Да, го освоив првото место. И да, од тогаш мислам повеќе не учествувам од причина што реално јас го организирам и многу не фер за другите. Прво место освоено е, ставено е во архива, спакувано е. А инаку сака да прашам околу пријавувањето, претпоставам дека сите градови се вклучени на Македонија, оние кои што сакаат и не гледаат во моментот, околу возраста, која да речеме доминира најчесто во изминатите години? 35-40 тука се најмногу застапени, да. Таа возраст најмногу доминира.
Да, но нема поставено исто така граница од која до која возраст би можеле да се пријавуваат, мислам од 18. Нема поставено никаква граница, да, Да се- учеството исто така и бесплатно да напоменам. Да, да. Да споминеме, сите кои што сте во здравствена добра кондиција и знаете дека сте добри шофери зад воланот, односно правувате со кормилото, имате исправно возило, според сите регулативи, тоа го сподели и Драгана, каде само може да се пријават... Кристина, пардон. Каде може да се пријават? Може да се пријават на Facebook страната на Автомобилистичката федерација и Instagram страната Женско реле. Ете, подсетување уште едно за оние кои што овој ќе петок. сакаат да земат учество на женското рели по повод Денот на жената, нели 8 март и оваа 2025 и како што можевме да слушнеме од Кристина и минатите години дел од инсертите убаво искуство и доживување, И па наептено. ако се чувствувате така, тогаш ќе биде и ова интересно издание. Уште еднаш, во колку започнуваме во Во 9 часа, Во 9 да, часа. Борис Борис Трајковски. Трајковски. Да. Кристина, ти благодариме, уште еднаш со Благодариме. лесно. Убава ќе ти биде оваа 2025 година, секако се гледаме за и за други активности кои што ги имате како Автомобилистичка федерација.